Топ-тема, добро вечер. Од регистарски таблички до апсења за кои е тешко да се процени дали се во рамките на редовните активности на органите на редот или смислена провокација. Малку е потребно да се најде повод за ескалација на состојбите на северот на Косово. За днината несомнено е новиот предлог на така наречената квинта за можниот финален статус, кој во многу нешта одстапува од она што е сега дух на актуелниот и последен договор од Брисел, кој треба да го регулира сето меѓувреме до конечниот договор меѓу Белград и Приштина. Дали е Курти Галеничето на Западот кој, изјавувајќи дека нема сила која ќе ја натера Приштина да формира заедница на српските општини, што е директна обврска од договорот од Брисел, ја провоцира ситуацијата, или пак Вучич е провокаторот, инсистирајќи на целосно почитување токму на овој договор од 2013. И дали моменталните случувања се само уште една минлива криза или имаат потенцијал за поширока дестабилизација. За ова, но и за новата американска иницијатива во Македонија со тимот за санкции, вечерва дебатираме со Васко Нумовски, поранешен амбасадор на Македонија во САД и универзитетски професор. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Ризван Сулеймани, универзитетски професор. Добро вечер и за вас. Со дебатата почнуваме по кратката пауза за реклами. Бидете на тема. Што се случува на северот на Косово е главната вечерашна тема во топ тема. Господине Сулеймани, вообичаени блицкриг инциденти и меѓусебно позиционирање пред се кон новиот предлог на петорката, односно квинтата, или нешто друго? Да ви кажам, ова од почеток, како што и вие најавивте, испаѓа она од Бранко, од играчка плачка, но во суштина има и позадина, ова што вие го потегнувате како прашање, дали финалниот статус е оној клајаната цел, при што се позиционира двете страни за да тој завршен финални разговори, ако воопшто ќе ги има. Со дека Косово веќе по долго време е еден отворен конфликт прераснал во отворена агонија, нерешен до крај статусот на ова покрајна. Од друга страна, околностите се премногу комплицирани за тешки одлуки, а што е најлошо, и Европската унија тешко се снаоѓа во ваквите односи. И сите овие кои ги соберете во еден куп, ќе испадне ситуација во која бевме сведоци ние пред 24 часа, каде што во секој момент можеше да излезе од контрола, ако се праќаше реториката на политичките актери. И токму таа реторика и реакциите кои што доаѓа од Европа, на жалост уште еднаш покажа Европа дека нема капацитети во вакви клучни моменти да излезе со јасна препорака и став. Требаше да излезат американската амбасада, двете американски амбасади во Белград и Приштина, истовремено со амбасадата на Велика Британија, да следи германската, пак тек тогаш се појави Борел со став кој би требало да биде став на Европската унија. Иако Европската унија е носител и главниот гарантор на она што треба да го одржи тоа меѓувреме, а тоа е договорот од 2013 од Брисел. Токму тоа, во оваа игра на позиционирање, ако можеме да ја кажеме, мислам дека Вучич имаше реални шанси да се слизне, а со тоа и регионот да има огромни последици. Зашто во последниот буквален момент, кога председателката на Косово донесе одлука да ги одложи изборите, он продолжи со реториката, која што личеше на жалост на она реторика што ја имаме видено ние, со креирање на клима на фатализам, дека вечерва се случува тој ден Д, која ќе почне иселување, избркање на Србите од Косово и така натака, спецификување на Совет за безбедност, па движење, војни движења и така натака, кај што, ако евентуално он
и направеше таков еден чекор кој што го најавуваше со тенденција на враќање на 1000 војници во Косово, веројатно тоа ќе беше најдобриот подарок за Путин пред Нова година. Благодарение на таа тврда позиција што го зазеде овие сили, мислам дека засега бар тоа опасност е надмината, но не значи дека после некој време може да се повтори. Сето тоа укажува колку е фрагилна ситуацијата во регионот. Ако на тоа се додадат и овие бомби, најавување, стравување, клима, надоверба, страв, неспокој, укажува дека сепак овдека има и некоја поголема геополитика. Не е веќе она битка билатерална Косово-Србија, тука веќе навлегуваат и покрупни. Да, го спомнавте Путин и така натаму ќе ги разговараме сите аспекти. Интересно е што во сето ова токму утре се очекува и Европската комисија да го даде кандидатскиот статус на Босна и Херцеговина. Господин Минуловски, може ли базично да се дефинира што е што, бидејќи поводи се наоѓаат постојано, но ако се следи реториката и на Косово, и на официјално Косово, и на официјален Белград, неодмилнив е впечатокот дека иако се користат инструментите, односно почитувањето или непочитувањето на Бриселскиот договор, ова е позиционирање поголемо за оној финален договор на кој што токму заради руската агресија на Украина Западот притиска да се случи што поскоро. Па да, тој притисок е евидентен во последните месеци, особено после почетокот на руската инвазија врз Украина. Овој конфликт помеѓу Србија и Косово подолго време е на дневен ред, би рекол, и создава главолки и кај Европската унија и кај Соединетите американски држави. Целта и на Европската унија и на САД е конечна стабилизација на регионот, доколку за Босна и Херцеговина имаме за нијанса, би рекол, по позитивни вести, ако и таму ситуацијата е доста сложена. Во случајот на Косово се уште не се тргнати од дневен ред овие случаи инциденти поврзани со вооружено насилство. Додолку повеќе вниманието е насочено кон Белград и кон Приштина и би рекол идејата е да се изврши притисок и врз двете страни. Секако притисокот во овој момент е поголем од страна на Европската унија и САД врз Белград, што е поврзано и со позицијата на Белград во однос на руско-украинскиот конфликт. И како што заклучивме, сите овие поместувања се подготовка за конечното решавање на статусот на Косово и конечното решавање на меѓусебните односи на Белград и Приштина. Ги споменавте и договорот од Брисел и овој нов предлог кој што е јавно се уште не е обзнанет, меѓутоа постојат идеи за што точно содржи овој предлог, така наречен француско-германски предлог, за тоа како треба да се продолжи понатаму. И сите тие аспекти и овие документи содржат делови што им одговараат повеќе и на Белград, делови што одговараат повеќе на Приштина. Користејќи ги сите средства кои што им стојат на располагање, и двете страни се обидуваат да заземат што е можно подобри позиции во пресрет на конечното решавање на статусот. Јас сепак не би бил оптимист дека ние ќе имаме конечно решавање на статусот на Косово во наредните неколку месеци, но со таа идеја чекор по чекор да се затвораат прашањата, можно е да се оствари некаков напредок. Сепак, имајќи го предвид искуството и начинот на кој што се спроведува договорот од Брисел, не би требало да бидеме големи оптимисти дека и да се договори нешто помеѓу овие две страни, па и по покровителство на Европската унија и на САД, дека тоа ќе биде почитувано до крај. Значи, дури да има некаков договор, мислам дека повторно ќе останат отворени прашања кои што ќе треба да се решаваат на среден рок.
Пред да продолжиме околу тие интересни меѓусебни обвинувања кој е миленичето, кој е провокаторот во целата оваа ситуација, да ги погледнеме последните случувања од денеска и особено изјавите кои што дојдоа од српскиот претседател Вучиќ. Српскиот претседател Александар Вучиќ денеска јавно праша кој договор властите во Приштина се подготвени да го почитуваат за смирување на тензиите на Косово. При тоа наведе 5 и порача дека тој што тие ќе го изберат е подготвени неговата земја да го почитува. Тој воедно најави и в четврток и официјално ќе се обрати до КФОР со барање за враќање на српските безбедносни сили во Косово согласно резолуцијата 1244. Изнеću пред njih 5 važnih dokumenata. Kažite mi koji ljudi vi dokument hoćete da mi poštujemo. Kažite nam samo jedan, ma zaboravite na sva 4. Kažite nam jedan koji hoćete da poštujete, evo mi ćemo taj jedan da poštujemo. I vi izaberite, evo švedski sto izaberite. Hoćete li Kumanovski sporazum? Hoćete li povelju Ujedinjenih nacija? Hoćete li rezoluciju 1244? Hoćete li Briselski sporazum? Hoćete li Vašingtonski sporazum? Kažite nam šta hoćete da poštujete, nemojte da nam govorite da ni jedan od 5 sporazuma nećete da poštujete. Косовските срби денеска истакнаа 2 барања за деблокада на патиштата и отстранување на барикадите. Првиот е ослободување на неосновано уопсените лица и повлекување на косовската полиција од северот на земјата. Косовскиот премиер Албин Курти го обвини Белград за обид за дестабилизација на Косово и ги повика косовските срби да се дистанцираат од криминални групи и од режимот на Вучиќ, што ги финансира и бара војна. Ka qytetarë shumë këto që po një më të sigurt, për para sot kanë qenë një frikë që mos ka në farsul me ndaj neve, po sot është gjithçka okej, po flajna më mirë. Nëse njëna mirë vetën se jena pakica atje në koordinatorë jam. Edhe në rregull është ca me vë këta, gjithë ta kanë najtë, gati, bile jëm korit me ta. Европската унија ги повика Србија и Косово да ги деескалираат најновите тензии и да се вратат на диалогот. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Жозеп Борел, порача дека Белград и Приштина мора да се вратат на разговори и да вложат максимални напори за изнаоѓање на решение за прекид на тензиите и за деблокада на патиштата. Денеска е трет ден од барикадите на Косово. Ги има на најмалку 5 места, а беа поставени по апсењето на поранешниот припадник на косовската полиција Дејан Пантич, кој денеска доби 30-дневен притвор. Од саботата се затворени и граничните премини Јариње и Брњак, а денеска нема настава ниту во основните и средните училишта во Косовска Митровица, со исклучок на неколкуте детонации кои можеа да се слушнат синоќа. Ноќта на северот на Косово сепак мина мирно. Да, тоа беше последниот преглед на информациите кои што доаѓаат од северот од Косово, од колегите од информативната редакција. Господине Сулејмани, познате Вучиќ по многу вакви некои патетични изјави, дел ќе ги наречат и провокативни. Но факт е дека ако за регистарските таблички прстот беше отворено вперен кон косовските власти, сега е и кон двете страни и дека колку и да му се забележува на Вучиќ, на сета реторика и на тој негов добро познат стил, факт е дека и двете страни мора да се држат до она што е главен договор, а тоа е Бриселскиот договор. Но тука имаме отстапување и обиди да се избега од таа воспоставена, еве да ја наречеме траса, и од двете страни. Да, мислам дека во тие 5 договори што ги наброи Вучиќ има и нешто друго што тој не го спомнува, по нејмна иницијатива, по иницијатива на владата имаше покренување или постапка за оценување на законитоста на прогласување независност на Косово, што судот процени дека тоа не е направено како што вика, на некој начин прифати дека пак сепак независноста на Косово е легитимно. И тој факт, он не сака да го прифати.
И ако тој факт не го прифаќаш, сите други договори пропаѓат. И тука е главниот проблем, зашто ако тој го прифати тој факт, ако веќе има и правна пресуда, дека прогласувањето независно не е против правниот поредок, тој факт треба да го прифати. И тоа треба да биде појдена точка, после да зборува и за Бриселски, и за Вашингтонски договор, и сите други останати договори. Има една реална, нова, фактичка ситуација и има една пресуда. Мислам дека тука он со тој факт не сака да се сочува, цени дека во моментот кај меѓународната заедница Курти не е најпосукаваната личност и мислам дори доби впечаток во еден момент дека ја доби таа дипломатска битка, prvenstveno во Европа. Дури за мене чудно беше толку многу се охрабри со последните изјави кои што ги даваше, нели, со директни закани, па со една машинерија на пропаганда, кај што, нели, Србите паќат и Да, но многу му помогна во сето тоа, му помогна и Курти, затоа што ако вие одите да преговарате среде Брисел и при тоа тврдите дека не го признавате Бриселскиот договор, тоа е директно трн во нога на Европската унија, која што е. Не мислам дека вика не го признава. Он не признава договор кој што, затоа што околу нели заедницата. Бриселскиот договор нема ништо друго освен заедницата, тоа е суштината на заедницата. Таа заедница, нели, има една уставна одлука што ја го успорува тој договор. И он, мислам, со таа Курти предпоставам дека со тие успорување он ќе го прифати Бриселскиот. Но на страната на Курти, мислам, една лошо искуство од Босна и една нефункционална Босна, затоа што една заедница која што има со извршни надежности, како што ни ги нарекуваат, ја правил Косово комплетно нефункционална по нивната проценка. Дали е тоа така? Ја не можам да кажам, но има на жалост едно искуство од Босна и они цело време се покажуваат на тоа. Дали сакате боснизација на Косово? Или сакате функционална држава. Зашто никој не добива ако создаде држава која место да биде гарант. Да, но факт е дека имаме договор, факт е дека тој договор, особено делот за договорот и договорот околу формирањето, посебниот договор околу формирањето на заедницата на српски општини е ратификуван од Косовскиот парламент, но факт е и дека отсуствуваат досега било какви обиди и механизми тие да се воспостават. Ние не смееме да заборавиме дека благодарение на тој договор Србија го доби кандидатскиот статус. Но благодарение на тој договор Косово ја потпиша спогодбата за стабилизација и асоциација и може би сега кандидатурата на Косово ќе биде одбиена заради проблемите на Шпанија и ред други земји. Меѓутоа факт е дека пак токму заради тој договор и заради спогодбата за стабилизација и асоциација, оно што Косово реално може да го добие и го очекува и веројатно ќе се случи во блиска иднина е визната либерализација. Не може ни едната ни другата страна, веројатно ќе се согласите, да зема од договорот тоа што и се допаѓа и тоа што е привилегија, а да го отфрла она што во моментот не ја одговара. Истото се однесува и за реакциите на србите околу регистарските таблички. Мислам, и тоа е подеднакво неприфатливо. Мислам дека тој договор, оние со измените што треба да ги трпи фактички, не да ги трпи сега поради пресудата на Уставниот суд на Косово, кој што ги оцени за неуставни одредени членови, оние ќе прифатат тоа. Јас пар мислам така, ќе прифатат, може за тоа околу тоа ќе преговарат, но ќе го прифатат. Се што оние не сакат по она, јас му праќам, не сака да создават една нова Босна, затоа што ако се додадат такви ингеренции на тие општини, тоа би довело до нефункционална држава. Нефункционална држава
Тоа е цената на мешовите држави. Ако цената на коштење на една нефункционална држава е поголема од бенефитот на таа држава, а бенефитот од таа држава се очекува да има стабилност и мир, тогаш веќе е неисплатливо. Тоа е цената на договорот 15 точки кој што седнал го напишале некои дипломати, некој го подпишал, славејќи голема придобивка и после тоа си никој низ овие 15 члена не може да ги спроведе сите конвенции на Советот на Европа, на ОПСЕ и натаму за да се операционализираат тие општини. Господине Наумовски, колку сепак одбивањето еве, отворени се ставовите на Курти дека нема сила во Приштина која што ќе формира заедницата на српските општини, колку тие директно удираат по она што е тема, бидејќи 15 члена се, од тие 15 члена најголемиот дел од тој фамозен Бриселски договор се однесуваат токму на тоа и останатото е начините за функционирање на дел од судовите и пред се полицијата. Мислам дека малку се одолжуваат сите тие прифаќања или неприфаќања на одредени аспекти, со цел да се види што ќе се добие, како што кажавте вие, за возврат, доколку се прифатат сите тие одредби кои што во моментов се чинат неприфатливи и имено и самата заедница на српските општини не би била ништо друго освен својна автономија на српската заедница таму. Нешто што, да подсетим историски, беше случај што Косово го имаше во рамките и на поранешна Југославија. Значи, автономијата не е нешто што е непознато за историјата на Косово. Сега, во пресрет на следната рунда на разговори, мислам дека ќе одредени аспекти ќе се чинат малку поприфатливи, преговарачките страни ќе омекнат, доколку им се стави до знаење дека со прифаќањето на овие одредби од Бриселскиот договор или пак со прифаќањето на овој нов предлог и за двете страни ќе има нешто позитивно во нивниот пат кон европската интеграција. Таа добро познатата политика на условување на Европската Унија се условува државата која што е кандидат или државата во моментов Косово која што има подпишано спогодба за стабилизација и асоциација, доколку се прифатат определени услови, ќе следи еден чекор напред во европската интеграција. За Србија тоа би било напредок во отварањето на поглавета, тие долго време се во една фаза на својдно заврзнати преговори со Европската Унија. Косово објави дека ќе поднесе кандидатура за полноправно членство во Европската Унија. Не би рекол дека таа кандидатура ќе биде одобрена, меѓутоа можеби ќе се најдат нови форми на охрабрување на Косово за на тамошно приближување кон Европската Унија и на тој начин да се овозможи прифаќање на некои одредби, вклучително добро, ако го видиме прашалникот што Европската комисија го даде на Украина, не е ни чудно, бидејќи тој немаше да бидеме реални никаква врска со оние стандардни прашалници, меѓутоа тука проблемот со Косово е проблем на Советот, знаеме кои се земите против. Самата одлука ќе биде политичка одлука, како и секогаш. Ние имаме критериуми и за стекнување на кандидатскиот статус и критериуми за членство, меѓутоа не е тајна дека тие критериуми може да бидат различно толкувани во зависност од тоа која држава е на дневен ред. Го спомна господинот Ризван Сулејмани влијанието на руската војна во Украина и тоа со една интересна констатација. Би било тоа, било што да се случи во овој момент би било подарок за Путин. Колку се тоа она што Москва денеска излезе со повик за дипломатско решение, но колку токму косовскиот според Москва преседан што таа го користи како оправдување за својата инвазија во Украина, може да и ќе го забрза во иднина, засили притисокот, иако е малку веројатно дека ќе се дојде до решение. Па малку е чудно држава која што изврши агресија врз друга независна држава, воена агресија, сега да повикува на дипломатско решавање на споровите, но тоа е дел од
од стратегијата која што има Русија, незината надворешна политика, да создаде определен наратив во определен момент. Во изминатите месеци ние не еднаш слушнавме дека Русија го користеше овој преседан за стекнувањето на независноста на Косово како еден пример кој што подоцна беше следен и од определени региони во Украина. Не е тајна дека интересот на Русија во моментов е да се предизвикаат нови мини конфликти во разни региони на Европа. Балканот се чини дека е поднебе каде што особено успешно се тие обиди да се предизвика определена нестабилност во спротивност на интересите кои што ги имаат САД и Европската Унија, Балканот и останатиот регион да биде прво стабилен, а потоа целиот да се интегрира во Европската Унија, особено кога имате голем конфликт на границите на Русија и на границите на НАТО од другата страна, ќе биде корисно за Путин да има нови конфликти, со што малку ќе се одвлече вниманието, но и ќе се прошири дневниот ред на дискутирање и на одлучување на самата Европска Унија и ќе се оневозможи целосен фокус на решавање на руско-украинскиот конфликт, кој имате вие други конфликти, секогаш други мали пожари, секогаш ќе се насочи вниманието и таму. Тука е конфликтот не само можниот конфликт помеѓу српската заедница во Косово, Белград и Приштина, односите, тука е и ситуацијата во Босна, која што не можеме да ја наблюдуваме изолирано, самата разврска во Босна и Херцеговина, најавите за независност на Република Српска и така натаму се секако поврзани со ова што се случува и на Косово, и самата српска политика би рекол дека понекогаш и тактизира во однос на овие две се уште отворени прашања. Босна и Херцеговина и Косово се уште двете држави кои што според мене ја немаат целосно заокружено својата државност на таков начин кој што ќе овозможи нивна безусловна интеграција во Европската Унија, како што е случај со останатите држави. Значи се уште има проблеми кои што треба да се решат, се уште има многу отворени прашања и прашањата во двете држави се неминовно поврзани. Господине Сулеймани, јасно е дека стигна веќе одговор од германската министерка за надворешни работи до Вучич на се уште неупатеното барање согласно резолуцијата 1244 за враќање на дел од српските безбедносни сили. Формално правно, ако се чита резолуцијата, да, тоа е во право, меѓутоа тоа е веќе враќање години наназад и јасно е дека тоа никој нема да го дозволи, но јасно е дека Вучич го користи и ќе го користи како инструмент за провокација и притисок врз меѓународната заедница. Едно помирување поврзано со регистарските таблички се случи. Беше тешко и мачно во Брисел неколку дена, меѓутоа се случи. Што сега би бил морковата, што стапа? Мислам, јас овде треба да коментира и мало. Ја мислам дека евентуален конфликт во Косово апсолутно не е мал. Балканот се уште е најневралгичната точка во Европа. Тој конфликт, прво, имајќи во обзир дека суверенитетот на Косово го гарантира меѓународните сили, огромен пораз. Фори Еулекс. Тоа е јасно е дека, мислам, споменав дека нити НАТО, нити ЕУ колку да е импотентна во сите овие кризи, нема да си го дозволат. Немаше да си го дозволат. Но саканите на Вучич беа јасни и они продолжуваат да бидат. Сега малце маскирани со тоа дека преку барање од Еулекс за враќање на војници. Но јасна е тенденцијата. Враќање на војници после толку години во независна држава, признајате од 100 и колку држави, со тенденција, каде се баран јасно на масата, взаемно признавање, не е друга дека тешка провокација кој што ќе има далекосетни последици во целиот регион во вид на неврзани садови. Замислите евентуален конфликт во Косово, зар мислите дека ќе остане изолиран?
Ја воопшто не Не, затоа прашав што би Не, ама било тоа би во било- пак морковот не би и стапот, бил- не би бидејќи бил, видлива е од друга страна, сега да бидеме Не, реални, видлива е воздржаноста и на КФОР и на Еулекс. Тие сепак се однесуваат како да се ова еден вид мали, изолирани инциденти, меѓутоа не го гледаме нивното постапување во сиот капацитет кој што реално го имаат. Мислам дека тука затајува, ајде да не кажам Европска унија, Борел. Мислам дека Борел заборава дека он е представник на Европската унија, не е на Шпанија. Он мислам дека настапува како да е представник на Шпанија и ги брани интересите на Шпанија или позициите на Шпанија. Сепак он е представник за надвршната политика, безбедност и надвршна политика на Европската унија. И мислам, он свесно несвено ги покрануваше таквите амбиции, што е многу опасно по мене. И затоа имаше една реакција од Министерката за надвршни работи на Косово пред да излезат ставовите на САД и Велика Британија. И денеска ја Бидов изјавата беше многу, да кажам, отстапуваше од тој став што излезе синочка. И така да тоа е по мене многу опасна игра. И како има само еден повик, седнете на маса. Но позициите се јасно. Овој сега се повлекува комплетно, се враќа колку години од 2008, 14 години наназад. Вика, сакам да вратам војни сили. Овој другиот вика, јас веќе барам членство во Обединетите нации и во Европската унија. А диаметрално спротивни позиции. Се предалеку од идење што ја не знам дали воопшто има сега Морков и став. Мислам дека уште е голем пораз на надворешната политика на Европската унија. Ја навистина се прашувам кој е Морковот и стапот во овој момент. Што ќе ги натера овие двете да преговарат вистински. Ако е улогата на Еулекс повеќе тука во однос на амортизација на она што го прави косовската полиција, вклучувањето на КФОР сепак има една многу потешка димензија. Каде го гледате елементот на деескалација? Вучиш не бара полицајци. Имаше полицајци, он бара војска. На војската со војска се одговара. Тука Еулекс нема работа. Се знае што е војник, што е полицаец. На војска со војска се одговара. Не се одговара со полиција. Еулекс имаше се повлекува. Нови избори. Под притисок се откажа. Но реториката, вместо да спласне на Вучич, она се охрабри, он се како да се охрабри во тој момент. И оваа ситуација, мислам дека сите ние треба да бидеме свесни за таа опасност. Ја дури ги следев синочка и изјавите на нашите политичари. Дури и они беа, да кажам, неспремни за ситуацијата со која се соочија првите изјави кои што произлегува и од Тирана и од Скопје. Па главно беа повторување на она што можевме да го слушнеме. Не, после излегувањето пред излегување на ставот на САД и беа поинаку. После изледе Рама и на некој начин ги засврти своите позиции. Што укажуваше на големо неинформирање, незнаење или несфаќање на озбилноста на ситуацијата. И денешното или синошешното престојување на Ескобар. Да, ја смени маршрутата прво Белград, прво Приштина, па Белград. И не случајно во црква има порака. Зашто има некои информации, некои опасни движења. Да, колку се точни тоа се не знаеме. Тука се сега некои спорови околу земјата во манастирот и така натаму. Сето тоа кога ќе оставиш на едно куп, ситуацијата е малце покомплицирана. И јас не случајно реков, во таква ситуација, зад грб, да отвориш еден нов конфликт, па дека ти ги донесе кој што ние веќе не нарекуваат Западен Балкан. Тука под директно опасно ќе дојат и другите држави кои се членки на Европската унија и НАТО. Навонски, додека ЕУ се чини малку
неснаодлива во сите овие кризи кои што и се случуваат. Од последниот министерски состанок на НАТО во Букурешт отворено беше искажано стравувањето од можно искористување на отворените балкански прашања, Босна и Косово како нови кризни жаришта за поширока дестабилизација на регионот, иако сега ако го земеме регионот за западно-балканската шесторка, ние сме малку во чудна ситуација. 3 земји членки на НАТО, Србија неутрална и со познати позиции кон НАТО заради историјата, Косово нерешено прашање, Босна со многу предизвици. Колку ако утре го добие, а најверојатно Босна ќе го добие кандидатскиот статус, со тоа на некој начин ќе се обиде ЕУ да ја смири ситуацијата во Босна по последните избори кои дефинитивно ги разнишаа уште еднаш дејтонските темели. Но што е со Косово? Споменувате точно дека Европската унија е неснаодлива и не е прв случај Европската унија да е неснаодлива. Истовремено не би требало да ја ослободиме од одговорност Европската унија за она што се случува денес, имајќи предвид дека и самата Европска унија беше дел од сите процеси во Босна и Херцеговина и во Косово. Значи, она што денес се случува е резултат на претходните политики во овие две држави. Кандидатскиот статус на Босна и Херцеговина на некој начин ќе се обиде да ги смири оние националистички тенденции внатре во државата, да ја одржи унитарноста на самата држава и да ги охрабри сите вклучени страни внатре во Босна и Херцеговина да продолжат со своевидни реформи, колку толку да се постигне некаков минимум за државата да може да функционира како држава кандидат. Да не забораваме ни што се ние моравме да поминеме за нашиот кандидатски статус и подоцна сите оние подоцнежни фази за европската интеграција. Во однос на Косово, како што споменавме, не верувам дека ќе биде одобрена апликацијата, односно дека Косово ќе добие кандидатски статус во овој момент, имајќи предвид дека 5 држави членки на Европската унија не ја признаваат независноста на Косово и нема некои изгледи дека таа нивна позиција ќе се промени во блиска иднина. Поверојатно е дека ќе се бараат други форми на соработка и друга форма на интеграција, може би она идеја за европска политичка заедница ќе може да го опфати Косово во некоја фаза со цел да се држи околу Европското соседство, да се држи околу Европската унија на начин на кој што нема да му дозволи да се откине и да се поврзе со други центри во светот, пред се мислам тука на Русија и на Кина и така натаму, центри кои што Европската унија смета дека се противници на процесот на европска интеграција. Од друга страна, одговорноста сепак и покрај одговорноста на Европската унија и на САД, најголемата одговорност е сепак на лидерите на државите во регионот. Оно што го спомена господинот Сулеймани, дека еден евентуален конфликт на Косово нема да помине без последици и кај нас, тоа може би е една дополнителна причина за кревање на будноста кај нас и на зачувување, би рекол, на сите оние процеси кои што значат одржување на стабилизацијата. Во таа насока јас ги гледам овие последни најави за силена борба против корупцијата, која што ќе значи зајакнување на институциите на државата и зајакнување на самата држава и на тој начин да се обидеме да ги спречиме сите негативни влијанија врз нашата држава и општество кои што можат да се прелеат од евентуален конфликт на Косово. Господине Сулеймани, како на јавноста да и се објаснат овие контрадикторности? Значи, од една страна споменав предупредувања и се уште постојни ризици кои што и вие велите, ако нешто се случи на Косово, тоа нема да остане без последици генерално по регионот, и фактот дека таа западно-балканска шесторка е сепак поделена. Дел се под 3 земји се под оној НАТО чадор и сега да не почнувам со оние нели од реални па се до тези за во семинарски работи, што се тој чадор значи како сигурност и безбедност.
Тешко е, мислам, затоа што големата грешка направена тука се, тоа не може да се поправи, кога условот кој беше не беше запишан услов, туку беше успоставен како правило, прво треба да бидете членка на НАТО па Европската Унија, кога во своје време на председателот Бојден, тогаш подпредседател, тој услов на Србија да биде членка на НАТО, па после да може да биде членка на Европската Унија, го укина и признавањето на Косово, кој бе исто така услов. И тука беше нарушен целиот концепт на решавање на проблемите и конфликтите во Балкана. Зашто дисолуцијата на Југославија произведе многу држави со асиметрични големини и по број на популација, и по големина, и по војна моќ и така натаму. Единствен начин да се надмине тоа беше процесот на интеграција преку натоизација до интеграција. Само процесот на натоизација ќе доведеше до десовјетизација, како што донесе во источните земји, овдека до демилошевизација на Србија, како предуслов за да може понатака процесот на интеграција во Европската Унија да тече. Тука е направена фаталната грешка по мене. И тоа никој не го адресираше досега. За мене главната цел во моментот треба да се насочи кон создавање клима во Србија да стане членка на НАТО. Тој предуслов мора да се исполни како сите други земји. Што е малку веројатно. Ако е малце веројатно тоа... Во следните неколку децении. И тоа е малце веројатно во Балканот да има мир и стабилност. Зашто? Ние имаме еден Орбан, кој се граничи со Србија, кој ако продре овдека, ќе притесне на големо и Грција. И Бугарија. И затоа реков, тоа е најголемиот подарок за Путин, ако овдека испиенеш. Ние не изгледа мала игра, но за мене е многу опасна. Ако тоа не е моје мислење, тоа се го слуша со видни професори во една конференција во Данска, која германец им пропорачуваше на професорите од Србија, дека вие Србите не сте среќни како нас, германците, затоа што нас по Втората светска војна, покрај тоа што не победија и не окупира, а тоа ни помогне да се денацифицираме. И вие, вика, вие сте победени, но не сте окупирани, за да се дебилшевизирате. И имате проблеми, што ние ги гледаме тие проблеми. А тоа го имам слушано пред Милошевич да биде симнат од власт, веќе се подготуваше теренот за симнување од Милошевич од власта. Така да, проблемот е сериозен по мене и нема така лесно да се реши. Тука одиме со кратка пауза за реклами, а потоа и на втората тема за она што деновиве е актуелно со новите американски иницијативи во Македонија. Влегуваме во завршница на вечерашната емисија и со прашање за коментар од моите вечерашни гости околу она што и натаму ја бранува македонската јавност, тоа е тимот за санкции кој што го најави новата американска амбасадорка. Господине Сулеймани, по 2 минути имате и двајцата, уште толку време ни остана. Каде ја гледате улогата? Најавен е тој засилен фокус на новата администрација на Бајден кон битката со корупцијата и криминалот во регионот. Што очекувате да биде функцијата на овој тим за санкции? Прво, битката против криминал апсолутно треба да биде голем приоритет, зашто најдобрата дефиниција што ја имам слушната за тероризам уште 2001 година беше корупција и криминал. Тоа е дефиниција, мислам, за тероризам. И не случајно тие корупцијата стајат како безбедносно прашање. Имат издигнат во ниво на безбедносно прашање американците и се интересират за таа работа и во земјите пријатели или земјите членки на НАТО. Втора работа многу не сум сретен, зашто мора ти да дојат, зашто ние не успеваме да издигаме наши сопствени капацитети и јавност и убедување дека таа битка ние треба да ја водиме. Да, треба да најдеме генезата. Зошто ние продуцираме корупција?
Дали се тоа институциите, дали е тоа културолошка вредност, дали е тоа што знае меѓуетнички проблем, дали е тоа системски проблем и така натаму, кои се натрешните причини што генерираат 30 години корупција во Република Македонија и сега да дојдеме во ситуација тоа се процени како безбедносно прашање веќе. Не е прашање од рутинско значење. И треба да работа колку другите фактори надвор од нас влијаеле да кај нас корупцијата на некој начин и процута. Затоа што ние мора да признаеме во многу случаеви геополитичките цели, за геополитички цели, ние безбедноста или политичката ориентација сме ставиле над правото, слободата и демократијата. Ама по никоја цена не може било која ориентација, било која цел, колку е таа да биде племенита, добра, да биде сосема накратко, што можеме да очекуваме, бидејќи ги имаме меѓусебните хошкања власт опозиција, кој тоа треба мирно или немирно да спие, ги има многу умина. Може да има парадирања, одредени имиња да излезат и да бидат ставени во црна листа, дори и може да се покрене постапка за одредени лица, колку да се прати порака дека никој нема недопорливи и да се каже дека сепак еден ден правдата може да дојде и до израз, што и тоа е добра работа и ја би сакал тоа да се случи, но јас мислам дека на корупцијата треба стратешки да се постави. Не можете со еден потез да го решите. Еве стратешки сега сите се едногласни против битката со корупцијата и криминалот. Наумовски, кој е вашиот коментар? Па, ако ги анализираме последните извештаи, конкретно извештајот на Transparency International, Македонија е најкорумпираната НАТО држава членка. Мислам дека кај нас корупцијата едноставно ги помина сите граници и тоа е вистинската причина за загриженост за ова вклучување од страна на Соединетите американски држави. Самата борба против корупција и така наречената црна листа, тие се инструменти на американската надворешна политика и ние кога веќе сме дел од НАТО и кога веќе сакаме да градиме едно билатерално сојузништво на повисоко ниво, да не го забораваме оној стратешки диалог што треба да почне да се имплементира, тогаш е логично за вака суштинска тема за опстанокот на една држава да се загрижат и Соединените американски држави. Во таа насока, јас очекувам на вистина нашата влада да се обиде да демонстрира конкретни резултати во оваа борба против корупцијата, затоа што не се доволни само оние декларативни најави. Најдобриот показател за тоа би било кога ние ќе имаме покренување на обвиненија и пресуди против актуелни носители на власта, значи функционери од самата власт, што ќе биде показател дека и судството е ослободено од политички влијанија, дека е имуно на оние притисоци од страна на власта и да се докаже дека едноставно никој не е над законот. На тој начин ќе имаме и најдобра препорака и за отворање најпрво и затворање на оние поглавја поврзани со владењето на правото и правната држава и да докажеме дека Македонија кога ќе стане членка на Европската унија едноставно нема да биде толку корумпирана како што е сега. Сосема на кратко во 30 секунди, колку ова може да се смета за претходница на она што друго беше најавено, тоа е оној голем инвестициски план на САД на Балканот, зашто беше најавено дека ќе се формира и посебна агенција, колку е ова порака дека овој пат навистина нема да се фрлат пари во ветер. Самите инвестиции, поготово доколку тие доаѓаат од Соединените американски држави, не можат да бидат испорачени во држава каде што владае толку висока корупција. Корупцијата ги нагризува не само институциите, туку ги обесхрабрува и странските инвеститори. Никој не би инвестирал во држава каде што не постои владење на правото и логични се тие два чекори што ги споменавте. Најпрво да имаме функционални институции, независно судство, ефикасна администрација и после да можеме да ги пречекаме сите тие најавени американски инвестиции кај нас. Ви благодарам и на двајцата што вечерва бевте мои гости. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телно.